Во необична атмосфера, во природа и под звездено небо. На објектот наречен Лепеза во градскиот парк во Скопје се снимаше уникатна видеоприказна од третиот солистички албум на Елена Андоновска, вокален интерпретатор на македонски народни песни. Албумот насловен Никнало цвеќе шарено содржи обработки на 10 македонски народни песни. Всушност тоа е насловот и на мојот трет солистички албум, насловен по една од песните која што се наоѓа на самиот албум и вкупно број 10 македонски народни песни кои што добија соодветен аранжман. Тука ги имаме Врба ми изникнала, песна која што изминатиот период доста беше слушана во моја интерпретација, меѓутоа овој пат во еден преубав музички аранжман. Долетале два галаба, изникна ми бадем дрво. Каде се чуло, видело мома зерген да плаче. Навистина, ќе има преубави песни. Јас многу се радувам што имам прилика на јавноста да представам песни кои што не се толку многу популарни и тоа е всушност мојата мисија и мојата цел на мене и на мојот тим изминативе години да никогу ги оживееме оние навистина заборавени песни. Тимот кој стои за овој проект е голем, а со нив Елена соработувала и на претходните два албуми. Би сакала да ги споменам Ангел Ќосев како музички продуцент на албумот и аранжер, исто така, сега како аранжер на одредени песни. Благојче Трајковски исто така изработи аранжмани за песните и Златко Миладиновски. Значи, овој пат имаме три различни стила, различни видувања и размислувања на она како треба да изгледа еден музички аранжман на македонска народна песна. Многу ми се допаѓа што имаме една таква, да кажам, разлика, но сепак е тоа и голема сличност, многу наликуваат едни на други. Ќе се сними видео материјал за сите 10 песни кои што се наоѓаат на албумот. Ќе одат редоследно, една по друга, како што се наоѓаат на албумот. Значи ќе трае отприлика 40 на минути. Ние ќе бидеме на теренот повеќе часа, бидејќи нели работиме со продукција, тука е Moonlight продукција. Имаме наистина многу голем тим и техника. Благодарам за сите кои што ета сака да соработуваат и овој пат со мене. Ова се наши, односно тимски соработници веќе долги години. Ке се раскаже, буквално ке се раскаже приказната Никнало цвеќе шарено. Она музика која што имаме на музичкиот албум, ќе ја преточиме во една видео приказна. Тоа е и целта, бидејќи сметам дека преку една видео промоција, еден визуелен пристап на публиката, полесно и по соодветен начин да се допре до самата јавност и да се задржи вниманието. Видеоприказната Никнало цвеќе шарено спакувана во музичко-визуелен пакет ќе биде објавена во втората половина на месец октомври, а Елена Андоновска најавува дека годинава ќе ја заокружи со еден голем концерт во декември, на кој ќе бидат изведени композиции од трите нејзини солистички албуми.